тука ми викаат што ќе ти е психолог, нешто не е во ред со тебе или не можеш да зборуваш со другарите и со другарките? Внимание, зборуваат граѓаните. Ако одиш на психолог, тогаш нешто не е во ред со тебе. Предрасуда или вистина? Предрасуда. Исто како што има доктори за кога ќе си повредиш нога или било што, исто така има доктори за мозокот. Не мора да не си во ред за да одиш, можеби само ти треба некој што повеќе ќе те разбере да зборува со тебе. Во Македонија се уште е предрасуда. Јас идам на психолог. Не живеам во Македонија веќе 25 години. Кога ќе кажам дека имам психолог, тука ми викаат што ќе ти е психолог, нешто не е во ред со тебе или не можеш да зборуваш со другарите и со другарките. Мислам дека е есенцијално да идеш на психолог. Психологот знае да помогне, некогаш не е само дека не е нешто ред, може стварно бараш помош, а нема кој да ти помогне. Како немаш луѓе да направиш моето окей да се. И ако имаше пак окей да видиш нови погледи кон светот и кон различни работи. Ако одиш на психолог, можеби имаш друга потреба, може сакаш чисто да се консултираш, да слушнеш второ мислење. Со мене нешто не е ред 10 години. Добро. 10 години на психолог. Че тоа е дефинитивно нешто што е надминато веќе човек, или тоа надминато веќе кај нас. Значи апсолутно поминато, кој не оди денес кај психолог, човече не е кул. Зошто се уште постојат предрасуди кон разговорот со психолог или психотерапевт? Затоа што нешто што треба да остане под тепих и дома е нешто што ни останато од турско, османлиско. Им треба време на луѓето очигледно да го прифатат Кога тоа. би го прифатиле? Знавајќи ние како народ сме, мислам дека ќе треба уште многу време. Малку сме заостанати во веза со тоа, така да Постарите генерации се научени да не зборат за нивните проблеми или за било што ги мачи. Наметнато е од порано најверојатно некои уверувања застарени кои што во денешно време воопшто не треба како така да се толкуваат. Така? Дека ако човек оди на психолог има некој психички проблем. Не знам, искрено не знам зошто постојат предрасуди. Јас немам никаква предрасуда спрема тоа. Па ќе кажам уште едно, што е за помош. Помислам дека тоа е останато од времето порано. Мислам дека е останато од времето на дедо Ное. Пази што ќе кажеш, после сите ќе не зборат. Што ќе каже комшиката ако дознае. Разговорот со психологот е личен разговор и не сме никој тоа да го знае. Зошто машките не одат на уролог како што жените одат редовно на гинеколог? Па најверојатно и тоа исто некоја предрасуда од претходно, дека нели не треба машко да оди на уролог или треба да направи некоја контрола кога ќе дојде работава за зор заман. Одмрзан. Одмрзан. Машки се секогаш тако видна као јебига. Добар сум. Не ми е ништо. Да, не ми треба доктор. Машки феномен. Машките ние малку послабо сме од мали учени за нашето здравје. Треба да ни се укаже како помали дека треба и ние да одиме цело време да се прегледуваме, не само девојчињата. Зашто најчесто мажите не ќе многу на лекар да одат. мажите треба да одат редовно, као ние жените што идеме на гинеколог. Зошто не одиме често толку на уролог, па затоа што не боли таквото за здравјето. Апсолутно треба да се оди на уролог. Од срам вајда. И жените не идат толку често на гинеколог. Сите би требало да идат да се проверат барем еднаш во годината. Како ти е пишано, така ќе биде. Зошто да одам на лекар? Ова е предрасуда или вистина? Мислам дека е тешка предрасуда. Во животот ние си избираме. Што ќе ни се пише? Е, баш така. Дури да се работи за болест, боле да се провериш, да ја прекинеш таа болест, него ли да отидеш на другиот свет. Едноставно, ако нешто не е во ред со тебе, треба да идеш на Нема лекар. кај да ти е пишано. Ти си бираш што ќе ти е пишано во тој момент, ако не ти е добро, едноставно ти бираш да не ти е добро, а може да ти биде многу подобро ако само Поштедиш ти е. лекар. Предрасуда треба да одиме секогаш на лекар, да се прегледаме. Хубаво да видиш докај ти е пишано, но да не знаеш докај ти е пишано. Може да ти е пишано ти да одиш на лекар. Треба цело време да се провериш, тоа што боле спречи ти, него лечи ти. Мора да се оди чисто превентивно за да си знаеме нели докаде ни е здравјето, да си го испитаме. Човекот е кројач на својата среќа, нашо ќе опишам, ја ќе се случи. Здравјето е дефинитивно само свесност кон себе, само одговорност кон себе, така што сите што сакаат да останат здрави за себе, за пријателите, за блиските, за своите деца, треба да се одат на лекар. Внимание, зборуваат граѓаните.